Попова шапка не се продава, реагираат од АДСМ, предпријатие кое стопанисува со овој центар, по објавата во неколкуте медиуми, дека владата донел одлука да се продаваат хотелите на ижечниците. Отаму појаснуваат дека владата го задолжува ЕСМ во следниот период да достави информација со предлог одлука за едно од решенијата за Попова шапка понудени во физибилити студијата, кое што се однесува на продажбата на капацитетите. Во меѓувреме, додека се чека на предлог одлуки, како дел од решенијата на физибилити студијата на Попова шапка, иако половина од зимата помина, скијачката сезона не е започната. Од раководството на центарот се надеваат на нова снежна покривка, а се размислува за поставување на инсталација за вештачки снег. Приоритет на ски центарот Попова шапка е застажувањето на ски стазите, односно акумулација и правење на вештачкиот снег. И додека се чека снегот на ски патеките, љубителите на слободното скиење го искористуваат потенцијалот на шара, претежно во незините северни предели. Ние сме држава која што странците љубат да велат landlocked, значи заклучена од брег. Мене ми е јасно дека на нас планините се практички нашиот најголем потенцијал за развој на туризам. Имаме огромни пространства планински и имаме многу убави планини кои што се погодни за летен и за зимски туризам. Она што е наша лична страст, слободното скијање, дефинитивно има огромен потенцијал, но секако морам да го напоменам и потребата од развој на квалитетен ски центар. За Попова шапка има изработено неколку студии за нејзин развој. Последната беше изработена и презентирана пред околу 3 месеци. Таа предлагаше повеќе опции за развој на центарот, но најоптимална според ЕСМ е нејзиното управување да биде на основа на јавно-приватно партнерство. Студијата предвидува изградба на жичница, тетово Попова шапка, паркинг места, ски лифтови, инсталација за вештачки снег. Политичките партии започнуваат да разбираат дека заедницата со хендикеп треба да стане дел од нивниот електорат, но за жал во нашата земја се уште е ниска јавната свест по ова прашање. Организацијата Полио Плюс Движење против хендикеп заедно со фондацијата Вестминстер започнале соработка со политичките партии, кои што во иднина ќе треба да ја вградат Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како дел од нивните програмски начела. Политичките партии започнуваат да бидат свесни, меѓутоа сепак мора да имаме во предвид дека ова прашање е премногу ставано под тепих и за прв пат почнуваме поактивно и погласно да се зборува за ова прашање. Особено сме срекни затоа што сите политички партии покажаа една поинаква и отвореност, но и спремност да работат со ова група на граѓани, да ја препознати како заедница, но и да сознаат дека нашите права во основа треба и на еднаква основа да ги оствариме како и нивните права. И меѓутоа ќе треба сигурно повеќе време затоа што голем број на бариери постојат во нашето општество со кои што ние како заедница се соочуваме, почнувајќи од општествените бариери, институционалните бариери, бариерите во средината кои за жал никако не најдовме како држава сила да ги надмениме. Организацијата Полио Плюс се залага лицата со хендикеп да бидат поактивно вклучени како идни креатори на политиките во нашата држава. Се надевам дека овие избори, следниве избори ќе ни бидат најинклузивни, затоа што сите политички партии најавија дека ќе предложат кандидати кои што ќе бидат пратеници на добитни места и се надевам дека тоа ќе се реализира, а воедно дека и нивните програми ќе бидат едни од најинклузивните, пристапни и достапни за сите граѓани со хендикеп. Во Тетово се одржува 3-дневен семинар, односно обука за представници на политички партии, комуникација достапна за сите. Во следниот период организаторите планираат обуки за идните кандидати на политичките партии кои се со хендикеп за надградување со вештини во таа област. Раководството и собранието на акционери на АД Тетекс треба да одлучат како понатаму ќе продолжи да работи фабриката, односно која од неколкуте варијанти за реорганизација ќе биде прифатена, вели првиот човек на синдикатот Лјупчо Радовски. Според него моментално се работи на решавање на просторни, производни и кадровски проблеми. После собранието на акционери ќе видиме која од тие две-три варијанти кои што ги предложи што ги има
на генералниот директор, ќе видиме која ќе одберат и што понатаму и кои работници и како и на кој начин ќе пробаме да ги вратиме. Јас ќе инсистирам и понатаму да дел од тие што ќе можат да се вклопат без разлика на кое производство. Може би пак ќе биде дел, може и текстил. Иако производство нема, а пред неколку дена се затвори последниот погон конфекција, фабриката работи, вели Радовски. Во неа има 50 лица кои работат администрација и одржување, а функционираат и дуќаните каде има залихи од роба за продавање. Првиот човек на компанијата, Глигорije Гоговски, накосно ни соопшти дека компанијата продолжува да работи, а во меѓувреме се испитува пазарот и се разработуваат идеи за повторно започнување со производствениот процес. И директорот Гоговски, но и синдикатот уверуваат дека голем дел од акционерите на АД Тетекс ќе добиваат дивиденди. 49,7% АД Тетекс, тоа или акционерите од Тетекс, се акционери на ТТК банка, кои ќе дојдат прилив во Тетекс како средства кои што банката треба да ги префали на име дивидента, тогаш таа сума се дели на оние акционери кои што имаат удел по самиот начин на акционерско. Така да мислам дека дивидента ќе имаат акционерите. Компанијата во изминатиот период работеше со големи загуби, па запирањето на производството мораше да се случи. Погонот конфекција беше меѓу ретките во регионот кој се занимаваше со примерно производство, додека Младата популација се почесто и полесно посегнува по дрога и наркотични средства. Полицијата на гостиварското подрачје постојано евидентира случаи на млади корисници на дроги, па и дилери. Лесната достапност, недоволната информираност за последиците, потребата од некој вид на покажување пред врсниците и слично, ги туркаат тинејџерите кон мрачни лавиринти. Во најголем дел станува збор за злоупотреба на марихуана, која е многу присутна кај средношколците, но загрижува фактот што ја користат дури и помали деца, нагласуваат од надлежните служби. Кога станува збор за злоупотребата на наркотична дрога кај младите, предничи злоупотребата на марихуаната. И тоа е еден вака особен проблем кој што и ние како служба го регистрираме и особено кај младата популација, средношколската, а исто така сме имале случаи на злоупотреба на наркотична дрога марихуана и кај деца, значи некаде период 7-8 оделение, значи 12, 13, 14 години од таа возраст. Истражување направено на државно ниво покажало дека околу 15% од младите пробале или употребуваат некаков вид на дрога. Во полицијата во Гостивар бројот на регистрирани лица кои злоупотребуваат дроги и наркотици се движи околу 370, но познавачите оценуваат дека реалната бројка е поголема. Од минатата година на целото полошко подрачје засилени се контролите за откривање и санкционирање на лицата кои поседуваат, пуштаат во промет или уживаат наркотични средства. При неколку полициски претреси извршени врз основа на судска наредба вчера во домови на тетовци, но и при контрола во угостителски објект била пронајдена дрога. Во домот на 35-годишникот Тетово при претресот кој полицијата го извршила со службено куче, биле пронајдени и одземени марихуана, дигитална вага, воздушна пушка, 6 куршуми и една запалка за рачна бомба. Во дворот дошол и 22 годишен тетовец кој откако ја видел полицијата во устата ставил неколку ќесички со марихуана и бела прашкаста материја. Полициските службеници успеале да извадат дел од нив, додека дел ги проголтал, пошто бил пренесен во клиничката болница Тетова. Пронајдени и одземени се неколку пакувања со прашкаста материја и дигитална вага во домот и помошните простории на 21-годишникот Тетово, додека дигитална вага со остатоци од бела прашкаста материја и најлонска кеса со остатоци од марихуана биле пронајдени и одземени во домот на 22 годишен тетовец. Ноќеска во угостителски објект во Тетово поради поседување марихуана и бела прашкаста материја приведени се 2 македонски државјанки и 8 странски државјанки кои имале потврда за работа и престој во нашата земја.
Сите лица ќе се соочат со соодветни пријави, информираат од Министерството за внатрешни работи. Секторот за внатрешни работи Тетово презема интензивни мерки и активности за расчистување на неколкуте пријавени измами деновиве од угостители и продавачи на цвеќе од Тетово, Гостивар и Врапчиште. Во рамките на овие активности, соодветните служби на секторот веќе располагаат со одредени сознанија околу можните сторители на измамите и апелираат до граѓаните да бидат докрај предпазливи кога телефонски примаат резервации или нарачки на одредени производи и услуги, особено кога станува збор за непознати лица кои нудат најразлични производи или им ветуваат посредување за некои услуги, како вработување, обезбедување документи и слично. Поединци вешто измислуваат најразлични приказни и начини да ги доведат во заблуда и да остварат парична или друга корист, ветувајќи им услуги, огревни дрва, лекарства, возила, поевтини станови и друго. Секторот за внатрешни работи Тетово подсетува дека измамите представуваат кривично дело, за кое е предвидена парична или казна затвор од 3 до 5, односно 10 години, зависно од големината на причинетата материјална штета. Тетово и онака речи си да нема никакви проекти и активности за забава и рекреација, па така ниту ли згалиштето поставено на градскиот плоштад уште пред Нова година не профункционира. За време на новогодишните празници од неконтролирана употреба на пиротехника беше изгорено и уништено. Месец и половина стои како декор на плоштадот без ништо да се поправи. Граѓаните и не се многу изненадени. Велат во градот и многу други работи не функционираат како треба. Нема овде ништо не функционира во градот. Ова само го стаја и така остана, барем нека го собере да не смечева. Ова не е чудно. Бака може сегде да најде вакви ствари кои не се довршени, кои не функционираат. И така, не знам како тоа разбираш. Жал ми е за младите. Па моје мислење дека може да се подобри. Тоа треба надлежните од општина, најверојатно тие. Така да децата да имаат една занимација. Тетово една од 7 општини во државата каде зимава преку Агенцијата за млади и спорт беа поставени лизгалишта. Директорот вели дека општината има обврска да го поправи и одржува, најавувајќи дека деновиве ќе проработело, но засега нема абер да биде пуштено. Има и општината обврска да го одржува, односно да воведе ред за функционирањето на самото лизгалиште. Дополнително разговаравме со општината, разговаравме со градоначалничката и секако штетата која што е направена ќе се покрие и веќе тетовчани од наредните денови ќе можат повторно да уживаат во благодетите кои што ги давали лизгалиштето и секако ќе можат да го користат. Општината нема конкретен одговор околу поправката и пуштањето на лизгалиштето. Наводно чекале да се формира комисија за проценка на штета, па да се поправи и да се пушти во функција. Но имајќи предвид дека на ова се чека повеќе од 1 месец, се чини ќе дојде пролет, па лизгалиштето како што се постави, така и ќе се тргне од плоштадот. Младиот фудбалер од Гостивар Антонио Илиески својата фудбалска кариера ја гради во амбициозниот второлигаш Тиквеш од Кавадарци. Илиески во Кавадарци пристигна од ФК Гостивар во летниот преоден рок минатата година. 24 годишниот Илиески игра на централната дефанзивна позиција, а во својата кариера има настапувано и за Скопски Вардар, НК Сплит од Хрватска, Евромилк и Македонија Ѓорче Петров, каде ги помина сите младински категории. Кај сум од летоска од август во Тиквеш, феноменално сум задоволен, пречекан од сите домашни фудбалери, од стручниот штаб, од тренерот, максимално се коректни према мене, се осеќам исто како да сум дома. Од првиот ден имаме иста цел, тоа е прва лига, нормално имавме падови и успеси во текот на сезоната. Сега почнавме 8 јануар, исто од првиот ден работиме напорно, се спремаме, 2 тренинга на ден имаме, една иста цел само за прва лига. Со малце среќа се надеваме дека ќе ни се исполни очекуваното. Нормално има секој играч има периоди кај што е во форма и кај што не е. Тоа, како да ви кажам, не сум баш задоволен од тоа што го прикажувам, знаејќи колку можам да дадам, но се надевам дека ќе ги оправдам очекувањата. Тука имаме доста играчи искусни кои што играле на многу повисоко ниво. Ние тука имаме доста млади играчи, они се тука да ни помогнат, да ни издигнат
Сигурен сум оваа екипа, верувам многу и се надам дека ќе успееме во прва лига да влеземе. Антонио Илиевски е единствениот фудбалер од Полошкиот регион кој настапува за екипата на Тиквеш, која во пролетниот дел ќе води голема борба за пласман во прволигашката конкуренција со екипите на Брегалница од Штип и Беласица од Струмица.